Добро вечер на сите. Од мене Маријан Забрчанец, национален координатор за стратегиски комуникации во владата. Добро вечер од име на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Политичката партија која одлучи да влезе во серија консултации со граѓаните, со експертската фела, поврзано со новата програма во очи на предвремените парламентарни избори. Знаете дека настанот носи наслов Агенда 2024. Темата за вечерва е отворена власт. Ние веруваме дека СДСМ покажа во периодот кој што измина во овие 2,5 години дека преку владата како централна извршна институција успеавме да ги демократизираме институциите. Пред се во делот на слобода на медиум и слобода на говор, успеавме да ги обслужуваме медиумите наместо да ги контролираме. Сметаме дека е направен пресврт по однос на доскоро заробените институции, дека сега зборуваме за отворена влада и отворени институции. И сметаме дека пропагандата ја претворивме во транспарентност. Не дека пропаганда се уште не постои, меѓутоа институциите продуцираат транспарентност, не продуцираат пропаганда. Се разбира дека ова не е доволно и дека со сигурност може и повеќе и може и подобро, и токму затоа сме тука вечерва за да разговараме како да се подобриме, односно што е тоа што СДСМ треба да го понуди во својата програма за да обезбеди уште поотворена власт во следниот мандат. Вечерва зборуваме за 3 централни теми. Првата е, се разбира, отвореност и транспарентност на институциите. Втората е слобода на говор и слобода на медиуми. И третата е справување со дезинформации. 3 медиумски теми или 3 теми директно врзани со јавниот дискурс. Вечерва со нас во улога на говорници се Роберт Поповски, министер за комуникација, транспарентност и отчетност во владата. Коста Петров, подпредседател на СДСМ и рекол експерт за комуникации. Доктор Снежана Трпевска од Институтот Ресис, комуниколог и истражувач. Драган Антоновски од МИА, директор на МИА. И Филип Стојановски, програмски директор на Фондација Метаморфозис. Особено ни е важно мислењето на експертската јавност во сите досегашни трибини од серијалот Агенда 2024. Имавме представници на граѓанското општество, бидејќи едно е што ние како политички субјект сметаме дека направивме и веруваме дека можеме подобро да направиме, меѓутоа тоа секогаш мораме да го провериме со експертите и со граѓанската фела. Вечера со нас требаше да имаме представники од Советот за етика на медиумите, Теофил Блажевски, меѓутоа здравствени причини беше спречен да дојде, па ќе останеме отворени да примиме ставови и мислења и во понатамошниот период преку директни консултации, преку електронска комуникација. Реков дека пропагандата ја претворивме во транспарентност, дека ја храниме критиката наместо да ја гушиме, бидејќи без критика нема демократија, како што нема демократија без гласни граѓани. Прва држава сме во регионов која што создаде акцијски план за справување со дезинформации. Буквално на секаде добиваме потврда дека слободата во оваа земја ја обезбедивме. Прашајте го таксистот, прашајте го административецот, прашајте го продавачот на пазар, тоа ќе го потврди дека живееме во слобода, меѓутоа се уште имаме предизвици. Медиумите известуваат за тоа дека владата е најтранспарентна во регионот, меѓутоа во исто време медиумите известуваат дека транспарентноста знае да биде селективна и дека постојат неажурни институции. Од тука моето прво прашање за министерот ќе биде како да се подобриме во тој дел. Ми се забележува и за се уште заробеност на националниот радио-телевизиски сервис, за недоволна отвореност на АВМУ, што можеме тука да направиме во тој дел. Конечно околу лажните вести. Има ли крај на демантите? Можеме ли ние толку да демантираме колку што тие можат да продуцираат лажни вести?
Или пак треба да возиме по нашиот автопат на вистината и на транспарентноста, а тие да останат во визбите на кај што продуцираат лажни вести. Мислам дека доволна беше провокација, повелете, министар. Благодарам, Маријан. Добре дојдовте сите. Добро вечер и од мене. Поздрав до сите соговорници овдека на бината и ви благодарам на вистина што во 18 часот попладне најдовте време да продискутираме на вакви значајни прашања кои што во секоја демократија значат столб и значат опстанок на едно цивилно современо општество. Маријан кажа дека ја обезбедивме слободата, меѓутоа треба да ја зачуваме. Видовте колку лесно слободата се губи. 11 години режим создадува многу дефекти во општеството. Од тие причини ова што е стекнато треба грчевито да го браниме и да го одбраниме. Слободата и демократијата, слободата на говор и слободата на изразување се столб на ова и ќе бидат столб на секоја идна влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тука немаме дилеми. Знаете како слободата е како чистиот воздух. Кога го имате, не обрнувате внимание, бидејќи ви следува, така треба тоа да биде. Кога ќе се загади, како што е случај сега, тогаш станува панична потребата од чист воздух. Од тие причини не смееме да го загадиме воздухот. Не смееме да го загадиме општеството и мораме да се навикнеме дека слободата подразбира слобода на критика, слобода на изразување и тоа ја зголемува одговорноста на сите носители на јавни функции. Она што оваа влада го направи целосен пресврт од овој аспект. Меѓутоа, лесно е да се споредувате со режимот од пред 11 години. Ние растеме на сите скали на слобода на говор и на изразување, сите меѓународни извештаи тоа го потврдуваат, меѓутоа се уште сме далеку од нашата амбиција. Некаде на почетокот на овој век бевме во врвот на 36-тото место по слобода на медиуми. Сега сме долу. Знаете колку е лесно да паднете. Веднаш се тоне, а тешко се качува. Рецидивите од груевизмот и од режимот се уште длабоко вкоренети во некои сегменти и тоа тешко се искоренува. Но од друга страна, кога ќе се обврзете дека ја прифаќате слободата и отвореноста, тогаш сваќате дека преземате огромен ризик да бидете изложени на критика. Некогаш многумина велат, може би не треба толку многу. Јас велам не, сите ние велиме не, треба и повеќе од ова. Оваа влада од првиот ден ги стави на увид на јавноста сите своји политики. Целосна транспарентност и отвореност на институциите. Спомна Маријан пред малку, ние водиме втора година во регионот по транспарентност и отвореност, меѓутоа на владата и владините институции. Немаме подеднаков рейтинг кога станува збор за некој од министерствата, некој од агенции или јавни предпријатија што се во ингеренција на владата, многу ни е понизок рейтингот кога станува збор за локалната самоуправа. Ова е прашање што оваа политичка структура мора да го расчисти. Владата не може да им нареди на општините да бидат транспарентни. Меѓутоа, не може да има разлика во пристапот кон некои прашања на носители на јавни функции од иста политичка структура. Јас очекувам, ако е потребно и законски ќе го регулираме тоа дека транспарентноста и отвореноста е неопходна и мора да се случува. Пропагандата ја заменивме со реалност и со вистина. Меѓу првите одлуки на владата беше укинување на владиното рекламирање. Не само на владиното, на буџетското рекламирање. Че ниту една институција што е финансирана од буџетот не смее да се рекламира во медиумите. Меѓутоа, секоја институција има право, има обврска да ги презентира своите политики и да ги пласира во јавноста, бидејќи тоа се проекти од јавен интерес. Имаме голем притисок, ова отворено ви го кажувам, пред се од регионалните и локални медиуми, кои што имаат потешкотија со ваквата поставеност и позиционираност и сметаат дека е преригорозна. Членот 102 од Законот за аудиовизуелни медиумски услуги ова го дефинира. Размислуваме во насока на олеснување на овој член, не да се дозволи владино рекламирање. Туку може би да се овозможи на локалните и регионални медиуми да објавуваат објави од јавен интерес или општините да можат да закупат, но исклучиво доколку тие одлуки поминат на советна општина. Да не може градоначалник, директор на јавно предпријатие или некој друг да се закупи простори да се рекламира во медиумите. Но ова е прашање за дебата, ќе го отвориме со медиумската заедница, новинарите, новинарските здруженија, јавноста и ќе видиме дали
ова олеснување е навистина потребно, дали ќе предизвика нови турбуленции или ќе овозможи полесна работа на локалните и регионални медиуми кои што се многу битни. Ова е прва влада што донесе стратегија за транспарентност, еден документ работен во повеќе од една година во широка јавна дискусија, која што на едно место ги обединува сите обврски на институциите и контролата на тоа како функционираат. Маријан ги спомна лажните вести. Медиумската писменост и лажните вести се поврзани едни со други. Години наназад, еве и последен извештај има денеска, ние сме на дното на препознавање на лажните вести како граѓани, велам. Знаете ли кој дефект е тоа во образованието? Кој дефект е тоа во медиумите? Кој дефект е тоа во менталниот склоп на нашите граѓани? Од тие причини пропагандата лесно проаѓаше и лесно проаѓа. Меѓутоа, на лажните вести се спротивставивме со вистина. Направивме акцијски план и акцијска група во која што првпат се обединија владата, претседателот на државата, претседателот на собранието, најбитните министерства и разузнавачки агенции. Заради изборите некои активности се малку успорени, меѓутоа веднаш по изборите интензивно ќе продолжиме со оваа борба. Лажните вести мора да ги детектираме. Мора да посочиме кој е креатор, кој е извор и на каков начин ќе се справуваме. Некои држави веќе во кривично законодавство ведоа измени и се смета за кривично дело ширење на лажните вести, како на пример Франција и некои други земји размислуваат. Развиени демократии, ако е потребно и тоа можеби ќе го направиме. Меѓутоа никогаш рестриктивно и ригорозно да загрозиме некоја слобода. Но од друга страна, паралелно, мораме да ја развиваме медиумската писменост. Оваа влада почна многу сериозно. Јас и министерот за образование имавме неколку дебати. Мојот кабинет потпиша меморандум во име на владата со Македонскиот институт за медиуми, кој што има искуство 10 години работејќи на оваа сфера. Меѓутоа, она што е страшно е што во владите претходни до 2008 година нешто се работело и потоа буквално ништо. Буквално ништо. До минатата година. Кога повторно ја реактивиравме активноста и сега сме на ниво стигнати до тамо, на правиот, на вистинскиот пат, ги сублимиравме активностите, ги следиме меѓународните искуствата во регионот, например една Бугарија која што во образованието во неколку сегменти веќе има воведено предмети и сме во фаза да процениме и да одлучиме дали треба еден предмет или треба да провејува ни сите предмети во образованието. Од најмали нозе, предшколска возраст, школска возраст, па до високото образование. Меѓутоа, ова е општествена мобилизација. Не може само образовниот процес да биде. Мора квалитетот на новинарскиот производ да се подобри. Мора заедно со медиумите ова да го работиме. Работилници со медиумите се што треба, затоа што ако не го подигнеме нивото на препознавање на лагата од страна на граѓаните, ќе имаме голем проблем. Ние го спротивставивме најдоброто оружје на лагата, а тоа е вистината. Брзи, ефикасни информации пласираат сите институции. Маријан вели до кога ќе демантираме? Ќе демантираме. Меѓутоа, клучно е први да информираме. Затоа што кога први ќе информирате, вистината ќе продре, тогаш ќе има помалку потреба од демант. Меѓутоа, медиумската писмена е суштина на секој општество. Политиките на оваа влада се да обезбедиме амбиент во јавноста, слободното новинарство, слободните медиуми, слободата на изразување да бидат сватени како нешто секојдневно. Од друга страна, ние ги поддржуваме медиумите и сето она што значи медиум по било кој основ. Значи, тука имате радиодифузери, печатени медиуми, имате социјални медиуми и така натаму. Но никогаш со намера да ги корумпираме, да ги купиме или да импутираме пари внатре, за да можеме потоа нашата пропаганда да биде присутна. Нема веќе пропаганда. Има вистина и вистинско новинарство и вистински информации. Од тие причини дадовме поддршка на печатените медиуми. Тоа во 2 извештаи на Прибес за Македонија беше вметнато како обврска на државата. Го има во цела Европа. Таа индустрија што најмногу пати. Печатените медиуми мачно име да обстанат, прашање дали ќе обстанат. Меѓутоа, таму е традицијата на најквалитетното новинарство. И од тие причини мораме да направиме се да им помогнеме да обстојат на пазарот. Да продолжат да екзистираат додека може. Телевизиите и сите други медиуми им помагаме на многу други начини, не со директно внесување на пари. Ги ослободуваме од давачки, од безвезни работи што им биле наметнати низ годините. Например, телевизиите плаќале 0,9% од бруто приходот на агенцијата за филм.
При тоа не користејќи никакви услуги. Ниту во еден момент Агенцијата за филм немала обврска да им ги даде приоритетно да ги емитува нејзините производи. И така натаму, и така натаму. Нерегулирани односи по милион основи. Нас ни се падна, ние мораме сите овие работи да ги завршиме. И дополнително мора да сме одговорни кон граѓаните. Меѓу првите одлуки исто така е алатката за отчетност што ја воведовме. Од премиерот, министрите, заменици министри, директори на јавни предпријатија и сите, до денар трошење на парите на граѓаните ги објавуваме. Беше дилема на влада дали треба и кафето и соковите што од бифињата од влада ги нарачуваме за нас или за нашите гости да бидат објавувани. Рековме да, ми се чини Маријан во 14 категории дека пополнуваме документи. Резултатот е 3,5 до 4 пати помалку трошоци на овие носители на јавни функции од претходните. Пресметавме дека ако би владееле како Груевски 11 години, само по овој основ, ќе заштедат повеќе од 10 милиони евра. Знаете ли колку градинки, училишта и се друго значат тие пари? Ете, едноставно, внимателно, како што ги трошиме нашите домашни буџети, така да внимаваме на парите на граѓаните. Има многу да се говори. Јас не би сакал да обременувам, сакам да завршам само со една работа. Ве повикувам сите, секогаш кога ќе забележите, дека по било кој основ, било која институција не ја исполнува обврската да биде отворена кон граѓаните, да биде транспарентна, да биде проактивна, да комуницира. Планираме да воведеме отворен ден за граѓаните еднаш месечно. Да ги отвори портите. Тогаш апелирајте и реагирајте. И ние сме луѓе, ќе чувствуваме нервоза, не е пријатна критиката, ама работа на критиката е да не коригира, да бидеме многу, многу подобри. Затоа велам, заедно со вас можеме да ги постигнеме овие цели. Македонија мора да биде општество кое што ќе припадне кон европските цивилизации. Ви благодарам. Благодарам, министре Поповски. Ќе одиме веднаш со вториот говорник, Коста Петров, подпредседател на СДСМ. Ќе се обрати во име на партијата, меѓутоа и како непартиски професионалец, имајќи предвид дека е во раководството на партијата, меѓутоа доаѓа од надвор од партијата. Повели, Коста. Непартиски професионалец од партијата. Фала ви на сите што дојдовте. Мислам дека ова е една пред се интересна, но и многу важна тема. Може би една од најважните теми на требините што ги имаме изминатиот период. И навистина сум горд што има толку многу луѓе, бидејќи целиот концепт околу новата изборна програма е да ги скомуницираме сите наши идеи, сите наши предлози со вас, да го слушнеме вашето мислење и да креираме програма за вас, заедно со вас. Она што би кажал пред се, браво за сите почетни чекори што ги направи владата. Некои од нив беа доста храбри и сега е вистинско време со многу позабрзано темпо да продолжиме и навистина да изградиме едно здраво демократско општество. Ние заедно со комисиите дискутиравме за сите можни предлози што ќе ги ставиме во изборната програма и сите работи на кои ќе работиме во следните 4 години. И она што може би е символично, но е многу важно е тоа што се обврзуваме до крајот на мандатот, до 2024 година, да ги ослободиме сите јавни простори пред институциите. И може би ова не значи за некои луѓе многу, меѓутоа символично значи дека институциите се отворени за граѓаните. И ова е многу важно за сите нас, бидејќи институциите постојат за нас. Ние не треба да се плашиме институциите, не треба да го добиваме тоа што не следува институциите, а институциите треба да соработуваат со нас. Една алатка што планираме да ја внесеме, на која што мислам дека ќе биде интересна за сите, се вика Прашај што сакаш. Тоа е една алатка каде што граѓаните ќе можат да постават прашање до владата и владата има обврска во рок од 3 дена да одговори на прашањето. Јас се надевам дека оваа алатка нема да биде само во владата, туку ќе се имплементира во сите можни институции, бидејќи сите ние знаеме колку е фрустрирачки кога одиш во институција, сакаш да прашаш, сакаш да добиеш информација, не ја добиваш информацијата,
одиш од шалтер на шалтер, мислам дека е ова нешто што апсолутно веќе треба да се елиминира. И ова е всушност надоврзување на целата дигитализација што се случува на јавните услуги. Знаете дека лансиравме портал услуги.gov.mk, каде што веќе многу услуги можете онлайн да ги добиете, без да одите во институцијата, без да чекате и така натаму. Ова ќе се надградува, ќе има многу повеќе услуги и оваа алатка праша што сакаш всушност ќе биде надоврзување за целото искуство да биде многу подобро. Она што е многу важно и на еден начин 11 години можеме не постоеше и не се промовираше се дебатите. Мислам кај нас и според тоа што се случува на друштвените мрежи, сите сме свесни дека нема култура на конструктивна дебата. Сите сакаат нешто да кажат, никој всушност не кажува, дерење, вреѓање, погарни зборови така натаму. Мислам дека треба сериозно да се посветиме на дебатите. Всушност нашиот план е и дебатата и дебатирањето да бидат изборен предмет во средното образование, каде што учениците, каде што нашата младина, нашата иднина конструктивно ќе разговара за проблемите и ќе доаѓа со решенија на самите проблеми. Тука би ги спомнал и важноста на пленумите, бидејќи знаеме какви промени тие донесува во нашето општество, така да ќе внесеме и во предметот за граѓанско општество цел еден дел за пленумите. И имаме и друг сет на мерки, подоцна ќе можеме да ги дискутираме, меѓутоа јас би сакал да кажам нешто поврзано со лажните вести, бидејќи се навистина еден сериозен проблем, не само глобален проблем, еден друг проблем што го имаме, нашата земја е всушност брендирана во светот како колевка на лажните вести, особено во последните претседателски избори. И мислам дека можеби од една страна ова е поразувачки, меѓутоа од друга страна значи дека ние можеме да бидеме и земја која што ќе креира соодветни механизми за борање против лажните вести. Гор сум што имаме веќе еден документ, мислам дека тоа е многу добар почеток, но пак ќе повторам, едукацијата е многу важна. Многу земји во светот веќе имаат започнато со, како што напомена Роберт, со едукација на лажните вести. И ова е повторна моја порака до медиумите, бидејќи ние мораме заеднички да работиме на ова. Бидејќи и наша одговорност е, меѓутоа и одговорност на медиумите да пласираат вистински вести и да бидат и медиумите транспарентни. Она што јас би сакал исто така да го видиме што треба да сите заеднички да работиме собственоста на медиумите. Бидејќи кај нас постојат многу медиуми кои што пласираат лажни вести, не знаеме ни кој е собствени, ни како се финансираат и така натаму. Мора да се регулира и тој сегмент, бидејќи така ќе може и ефективно да се бориме против борбата на лажни вести. А на сите нас не си има случајно да споделиме лажна вест. Мене пред некој ден ја гледам веста, ја споделувам, сваќам дека веста е пред 2 години, не сум го видел датумот. А работам во комуникација. Така да многу е важно свестоста да зголемиме, да инвестираме во едукација на лажни вести. Ова не е проблем што ние ќе го решиме преку ноќ, меѓутоа она на што треба да работиме е и брза реакција на институциите. Да, владата е брза во одговорите, меѓутоа има институции кои дозволуваат една вест да се прошири 2-3 дена, па потоа излегуваат со деманти и демантираат. А прво правило во комуникациите, во односи со јавноста, дека ти треба да бидеш во контрола на наративата, што значи дека сите професионалци, сите комуникацијски експерти што работат во институциите мора да подготват план за менаџирање на лажни вести. Да, има одредени вести што нема потреба да се демантираат бидејќи се апсурдни, меѓутоа кога имате вести кои ја загрозуваат репутацијата на вашата организација, зборуваме за човечки животи. Ја додека работев во Министерство за здравство имаше отворено цела страна за лек кој што наводно беше промовиран од Министерството за здравство и беше логото на Министерството за здравство, изјава од министерот и така натаму. Меѓутоа, ние континуирано во соработка со МВР се трудеме таа страна да се избрише. Така да многу е важно институциите брзо да реагираат, многу е важно ние како корисници на медиумите да се едуцираме и се надевам дека со тек на време дека ќе направиме еден механизам со кој што навистина ефективно ќе можеме да се бориме со лажните вести.
Благодарам, Коста. Само да најавам за публиката дека следува обраќање на доктор Снежана Трпевска, после што ќе можеме да направиме кратка пауза од обраќање и можност за прашање и коментари од вас. И се разбира со можност за одговори од одговорниците. Доктор Снежана, повелете. Благодарам, Маријан. Благодарам на поканата. За мене беше предизвик да дојдам на дебата која организира СДСМ. И би било исто така предизвик да одам и на дебата ВМРО која организира, мислам. Не, зборот ми е, улогата на интелектуалецот е да се залага за отворена дебата. И добро е што има отворена дебата и не треба да има проблем за тоа да се дебатира било каде и со било кого. Значи, се додека се дебатира со аргументи. Јас сум се трудела во мојата истражувачка до сегашна кариера да зборувам секогаш отворено, јавно, критички, независно која политичка партија е на власт, со аргументи и никогаш да не си дозволам да зборувам, да критикувам неоправдано, како да речам, со дезинформации, или по секоја цена, нели, да критикувам. Значи, она што е добро, она што не е добро, не е добро. И во таа смисла се мислев, вчера бев поканата и немав многу време да се спремам, така што она ќе се обидам неколку поенти да дадам овде, како вовед во некаква можна дебата со вас, за она што се случува во медиумскиот сектор. И пошироко од медиумскиот сектор, значи во сферата на дигиталните медиуми и овој популарен термин што сите сега го потребуваат, лажни вести. Всушност не станува збор толку за лажни вести, значи терминот стана популарен. Во англискиот јазик има два концепта, misinformation и disinformation. Значи misinformation е тотално дезинформирање, односно тотално, целосно неточни вести, лажни вести се misinformation. Но она што ние најчесто го среќаваме се дезинформации. Вие лесно ќе препознаете целосно невистинита вест. Проблемот со ширењето на дезинформациите, значи на тој тип, да речеме, лажни вести, е што не се сосема невистините. Што нешто од она што го читате таму во нив е всушност содржи информации кои вие веќе ги имате. И токму во тоа е нивната моќ. Сега, значи не е феномен што е специфичен само за нас. Јас себе пред себе донесов едно истражување објавено во јануари оваа година, значи целиот свет се занимава со овој проблем. Факт е дека во науката, а тоа поле е психологијата на користењето на информациите или на кој начин ние луѓето се информираме за настаните што се важни за нас. Значи во теоријата многу се дебатира зошто сега во ова технолошко обкружување токму дезинформациите се шират многу побрзо отколку точните, прецизните информации. Значи, има две главни причини. Првата причина е од страна на публиката. Проблемот е во тоа што, или така наречената побарувачка за информации. Ние, значи има одреден број психолошки фактори кои влијаат врз тоа да ние сме подложни и на дезинформирање. Значи, одредени психолошки механизми или пристрасности во нашиот начин на размислување влијат врз тоа да одредени групи од популацијата се многу поранливи на дезинформации. И ова, како што рече Коста Петров, не е едноставна работа за да се справиме, мощне сложен феномен е. Од друга страна, од страната на понудата што се вели, кој ги пласира тие дезинформации, значи самата промена во технолошкото обкружување, значи ние денес, јас ќе ви презентирам малку сега, значи после овој вовед, одредени конкретни информации од едно поново истражување за тоа како нашата публика се информира и од каде се информира. Значи фактот што се претежно сега се информираме
од интернет, од различни извори на интернет, влијае да се случуваат одредени феномени кои го стимулираат ширењето на дезинформациите. Значи, би се справиле полесно и би изградиле такви политики за да се справиме со ширењето на дезинформациите само ако ги разбереме овие механизми добро. А кај нас, за жал, нема многу истражувања на оваа тема, на тема кои се тие механизми што кај одредени делови кај публиката влијаат полесно да се шират дезинформациите, но главно, еве, два-три ке напоменам, значи нашите претходни уверувања, значи ние трагаме по информации кои ги потврдуваат, confirmation bias се вика тоа во теоријата, кои ги потврдуваат веќе нашите претходни убедувања. Второ, оние дезинформации кои се слични на некое наше претходно искуство има повеќе веројатност дека ние ќе ги примиме. Значи тие што ја шират пропагандата се конструираат дезинформации, имајќи ги ја предвид нашата претходна меморија за одредени работи или пак трето, одредена политичка наша наклонетост, значи политички наративи усвоени од наша страна, исто така влија да ние сме помалку рецептивни, помалку сакаме да примиме информации кои се спротивставени на тие наши убедувања. И серија други, значи психолошки феномени, исто и феноменот на истрајноста на уверувањето. Ако вие на почетокот за некој настан извлечете заклучок, многу помалку е веројатно дека новите информации ќе ги примите за да го промените вашето мислење. Значи, поентата ми беше дека ова е многу посложен феномен отколку што ние си замислуваме дека е, и начините да го совладаме се многу посложени. И во таа смисла е точно дека она што го кажа Роберт, дека градењето добри политики во смисла на развивање на критичка свесност или она што се нарекува медиумска писменост е многу важна работа за секоја власт која е сериозно загрижена за тоа нејзините граѓани како ги разбираат медиумските содржини. Околу податоците за тоа што се случува кај нас, значи и тоа да напоменам дека младите демократии се многу поранливи на негативните последици од дезинформирањето. Значи многу полесно доаѓа до поларизирање во јавното мислење, а штом радикално се поларизира јавното мислење, многу поподложна е публиката на манипулации. И исто така, самите нови технологии, тоа не го споменав, влијаат на начин да се создаваат тие така наречени филтрирачки меури, или така наречени ехо комори. Значи, луѓето и вие самите на социјалните мрежи најчесто комуницираат со своите истомисленици и кружат тие мислења кои ги потпираат нашите мислења. Значи, самите технологии го подкрепуваат циркулирањето на одреден вид информации, вклучувајќи ги и лажните, односно го засилуваат ефектот на дезинформирањето, бидејќи таков е процесот на комуницирање на социјалните мрежи. Сега, кои се трендовите кај нас? Значи, ние втор пат Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги направи едно истражување кое ја работев методологијата за тоа истражување и ги интерпретирав резултатите. Значи, целта беше да утврдиме некакви трендови, развојни во поглед на тоа кои се нивоата на медиумска писменост, велиме ние, но станува збор за тоа какви се навиките на информирање, какви се критичките перцепции на публиката, каков е начинот на однесување на публиката кон содржините што ги среќава било на традиционалните медиуми или на социјалните мрежи или на информативните портали. Еве само неколку показатели ќе ви представам. Значи, кои се главните извори на информирање кај нас за домашните настани, за она што нели нас не засега. Значи, се уште доминантен извор на информирање кај нас е телевизијата, но претежно за повозрастните популации. Младите генерации, особено групите од 16 до 29 години, за нив е примарен извор се постовите на пријателите на социјалните мрежи и можеби линковите до
медиумите кои имаат своји страници на социјалните мрежи. Значи, за помладите генерации дури 53, значи над 50%, значи примарен извор се постовите на социјалните мрежи. Многу важен извор на информирање е усното прекажување или разговорите со луѓе, word of mouth што викаат. Тоа се случува во ситуации кога има голема недоверба и во традиционалните и во новите медиуми, и ние го проверивме тоа исто така со ова истражување преку прашањето за тоа колку мислат луѓето дека за едни исти настани медиумите, значи различните типови медиуми, информираат на диаметрално спротивставен начин, и можеше да се види дека за телевизиските вести, значи степенот на критичка перцепција е најголем, околу речиси 70% од публиката смета дека телевизиите многу различно информираат за едни исти настани. Значи, тоа е една генерална перцепција за квалитетот на информирањето во вестите, но исто така има многу сериозни критички ставови и за информативните портали. Дневните вестници се далеку помалку, па оттаму и мислењето за нив е соодветно на тоа многу помалку критично, да речам, критичко. Имавме и други прашања во однос на ставовите за телевизиите, нема да ги листам сега сите во интерес на времето, но веројатно јас го толкувам тоа како резултат на едно акумулирано негативно искуство од начинот на кој телевизиите кај нас информира цела деценија и повеќе назад. Знаете дека беа под силно политичко влијание, па ние истражувачите во изминатиот период и констатиравме синхронизирано, координирано информирање под влијание на еден центар на моќ, значи дури имаше толку слични прилози како да ги правел еден исти уредник, да не речам новинар, или имаше ситуации да прилозите се прават па се делат по телевизиите. Тука новинарите не ни има некаква улога. Исто така има многу негативни ставови во однос на начинот на информирање и политичкото влијание во информативните портали. Иако знаеме сега дека сем не е тука, меѓутоа има една многу добра иницијатива, бидејќи најмалку професионално новинарство може би има во тој сегмент, бидејќи има над 100 информативни портали, од кои може би 20 би можеле да речеме дека се посериозни, каде што се почитуваат професионалните стандарди, и сем покрен една иницијатива за формирање така наречен саморегулаторен регистар, односно за издвојување на оние портали кои се професионални, на кои што публиката може да се потпре и кои што ги почитуваат основните етички правила. И она што е важно, сега во контекст на дезинформациите е, ние проверивме што се случува кога е публиката на социјалните мрежи. Сите знаете дека доминантно се поминува времето на Facebook и на другите социјални мрежи или на чат апликациите. Значи, видовме дека публиката препознава нешто што ние го нарековме конструирани и лажни информации, што намерно ги шират групи и поединци заради политички и други цели. Значи, тоа исто така омаловажување, навреди, напади и така натака врз политичка или друга основа. Значи, не станува збор за тоа дека не се препознава, дека некој нешто прави, дека шири по социјалните мрежи, но прашање е сега колку секој поединец кој ќе се сретне со таква некоја информација е способен да распознае што е точно, а што не е точно. И исто така проверивме какви стратегии применуваат луѓето кои ќе се сретнат со такви дезинформации. И она што падна во очи е веднаш дека, значи и овде разговорите со други луѓе се најчеста стратегија. Значи луѓето кога не веруваат кога не наоѓаат кредибилни извори, се трудат да проверат информацијата со некој што им е најблизу. Она што најмалку го прават е самите да се ангажираат во барање на други релевантни
извори. Сега ова беше квантитативно истражување, ние немавме можност да навлеземе подлабоко. Такви истражувања правеа Фондација Метаморфозис, можеби Филип малку повеќе ке каже за начинот на кој што одредени делови од публиката критички приоѓаат кон одредени конкретни содржини. Но факт е дека степенот на критичко размислување е многу низок и на препознавање на тоа што е содржина на една кредибилна информација. И тоа не би можело да се оствари, значи не би можело со кампањи, краткорочни кампањи за подигнување на нивото на медиумска писменост, туку само со еден макотрпен и долготраен процес на образование, и тоа е потребно, мислам, по мене целосно реструктурирање на целиот процес на образование со цел да се развива воопшто процесот на критичко мислење, а не само оделни предмети кои ќе ги оспособуваат учениците и студентите да ги разпознаваат медиумските содржини. Еве, јас тука би завршила, па отворена сум за прашање. Благодарам, професорка. Сега време е за вас, почитувана публика. Слободно пријавете се, било за коментар, прашање или лично мислење. Повелете господјата во вториот ред. Само микрофонот и представете ни себе, молам. Добро вечер, јас сум Ица Николова. Еве, јас како припадник на постарата генерација сум и на социјалните мрежи, меѓутоа навече сакам да слушнам на еден-два медиуми и вести. Меѓутоа, она што се случува во вестите, едноставно ни вршат терор. 3 пати, 4 пати ќе се јави некој од портпаролите на ВМРО и секој спошува дали е вистина, ова, дали е вистина. Значи, тоа не е потврдена информација, меѓутоа тие не трујат секоја вечер со тоа. Значи, ако не е вистина, нека не го пласираат, нон-стоп се користат со улични жаргони, навреди, што не е долично за еден човек кој сака, се представува како представник на една политичка партија која сака да работи за доброто на народот, која сака да воведе добро во државата, а ваму се користи со таков речник, што просто за мене тоа е терор. Има ли некој начин некој да не заштити од тој терор? Добро. Ќе земеме уште едно прашање или коментар, ви благодарам вам, а потоа ќе дадам можност за одговор од страна на говорниците. Повелете, Николовски. Па, јас сум Љубиша Николовски, новинар. Генерално се слагам со ова забелешката на господјата Николовска, особено во рамки на говорите за лажните вести. Не е се лажна вест. Тоа што говорат портпаролите од говорница, не знаеме дали е лажна вест. Тоа се дезинформации, лаги и навреди, кои што граѓаните ги слушаат. Кој ќе ги демантира тие? Кој има обврска да ги демантира? Тоа е едно прашање. Второ, сосема се сложувам со излагањето на Снежана. Има глад за информација. Секој што дава информација, некој треба да ја конзумира. Лажната вест, мислам дека лесно се препознава, ако е чиста лажна вест. И граѓаните и медиумите. Но има информации кои што се полувистини. До кого се насочени и кој треба да ги демантира полувистините. Што од тоа треба да се демантира? Вистината или лагата? И кој треба да ја демантира? Генерално, граѓаните се поделени политички. За една или друга опција и третата опција се неопределените. Сите партии пласираат своји информации. Психологијата на доживувањето на веста е важна категорија. Во власта најчесто граѓаните по дефолт малку и веруваат на било која власт. Или ја третираат дека се фали, или дека не кажува се онака како што е. И тоа е тешка битка на секоја власт, да докаже дека работи исправно. Вистината за која што говори министерот за отчетност е во право, но тој може да се соочи со голем проблем доколку не знае се точно секое министерство и секоја државна агенција дали работи честно и
правилно. Вистините отчетноста што ја дава, ако одредени медиуми ја пробија дека не е се така како што треба, тоаш Роберт што ќе демантира? Ќе излезе дека или не знае, или дека ќе мора да демантира нешто, а знае дека има вистина во тоа. Така да најдобрата битка со невистините е точно да се соопштува веста на време, но и да се работи честно. Мислам дека тоа е можеби најтешко, но од тоа подобра борба со лажните вести, мислам дека нема. И трето, кога говориме или последно за медиумите, тие исто така влегува во една шема на новите медиуми, порталите кои што главните медиуми или мејнстрим медиумите како ги нарекуваме, во потрага по вести и во конкуренција почнаа да реемитуваат вести од портали и од социјални мрежи, каде што најчесто се случуваат и индивидуални вистини. Мислам, тоа е голем проблем за мејнстрим медиумите и тие ќе мора да најдат начин како да се справат со овој проблем. Мислам дека тоа. Благодарам, Љубиша. Може да земем уште едно прашање или коментар? Пред да дадеме можност за одговор. Сузана Илич, само кратко, што се случува со јавниот сервис ако е сервис за граѓаните? Имам мнение дека воопшто не е за народот. Тоа е моето мнение. Благодарам. Добро, благодарам. Да, Слободно. Сакам да одговорам на вашето прашање прво. Значи, мораме да разбереме дека слободата на политичка дебата е дел од слободата на говор. Значи, и грубиот говор е дел од таа слобода на политичка дебата. Значи, политичарите во интерес на сите имаат право и на груб говор и говор кој што некојаш не ни одговара нам. Не сакаме да го слушаме. Значи, никој не може да го спречи тој говор, мислам. Се додека, нели, не помине одредена граница, да се претвори во говор на омраза. Тогаш ни политичарот не може тоа да го прави. Но мораме да разбереме дека мораме да ја браниме во интерес на сите слободата и на политичарот од другата страна, кој треба да критикува. Значи, тоа е тоа. Тоа е неприкосновено право а медиумите се тука да ја овозможат таа слобода на говор, се до моментот реков додека тоа не се претвори во говор на омраз. Сега тоа е друго прашање, да не навлегуваме сега во дебата тука што е тоа, што е едно, а што е друго. Јавниот сервис, веројатно и Роберт ќе одговори. Јас денеска доаѓам од едно истражување, правиме едно истражување низ цела Македонија, како граѓаните, односно граѓанските организации кои представуваат ранливи групи, одредени ранливи групи, кај нас, како ги доживуваат медиумите. Јас морам да ви кажам, значи, јас и го знаев тоа претходно, меѓутоа, ниту јавниот сервис, ниту приватните медиуми се медиуми на граѓаните. За жал. Врската меѓу јавниот сервис и граѓаните е одамна прекината. Значи, не знам што све треба да се направи за да се врати јавниот сервис. Тој мора прво ним да им служи. Но и приватните медиуми треба да бидат тоа. Примарно се насочени, нивниот фокус е примарно насочен кон политичарите, за жал. Независно кој да е, значи, без... независно кој е, тој треба да е на граѓаните, на ниту една партија не треба да е. Еве, вториот сервис, вие зборувате ВМРО, значи вториот сервис на која партија? На ниту една партија. Значи не се, да, конкретно ако разговараме зошто е сегашната ситуација таква, блокирана е состојбата таму, како што ние рековме, она што заборавив да го кажам на крајот е во однос на медиумскиот систем. Значи, мора да се создава такво обкружување за да се професионализираат медиумите и за да се даде можност за развој на професионално новинарство. Владата е должна да создава услови за тоа. И ние почнати се одредени медиумски реформи со плановите што ги спомнавте, но темелни зафати реформски нема. Зошто? Затоа што не се раскинати старите врски.
меѓу собствениците и политичарите. А една од најсериозните критики што ние истражувачите ја упатуваме, вклучително и на СДСМ, е таа што јавните пари, многу јавни пари се слеваат повторно во приватни медиуми и тука во една анализа заедно со ЗНМ што ја направивме за платеното политичко гласување ги искритикувавме одредбите од изборниот законник. Огромна сума пари и за референдумот и потоа се влеа од од буџетот во медиумите. Значи медиумските собственици сакаат да бидат со власта, со политичарите, ама на тој начин се далеку од граѓаните. И цело време зборувавме дека финансиските механизми се тие што ги оддалечуваат медиумите од тоа да си ја вршат јавната функција, зборувам сега за приватните медиуми, и тоа не се случи. Тука очекуваме да направите рез во некаква нова медиумска политика, во тој дел, и јас се залагав, и еднаш и со Роберт сум зборувала за тоа, нам ни е потребна медиумска стратегија. Значи, напишана медиумска стратегија по која ќе се водиме што треба да промениме за да дојдеме до ваков и до ваков и до ваков медиумски сектор. Само кредибилни медиуми и само професионално новинарство може да помогне во борбата со дезинформациите. Ако граѓаните немаат каде да споредат што е добра информација, значи многу повеќе ќе бидат подложни на дезинформација. Извинете многу одзема. Роберт Повели. Благодарам. Па ми се чини дека сето ова што го спомнавме, барем досега ние што зборувавме, се делови од таа медиумска стратегија. Многу парчиња, делчиња го прават мозаикот на крај и би се согласувам дека е неопходно да се изгради една таква. Но видете, значи ние не сме Норвешка. Ние не произлеговме од еден фин, културен, цивилизиран свет или едно општество, па сега одеднаш преку ноќ да ги завршиме сите работи. Дополнително, ние се заложивме дека никогаш нема да бидеме како ВМРО ДПМН. Нема да ги избркаме за уши луѓето од МРТВ и да внесеме други со сила. Има закони во оваа држава. Ние се боревме толку години низ процедура сето тоа да тече. И да, тој закон за промена на раководствата на МРТВ и на Агенцијата за медиуми е заробен во собранието. Закочен е. Од тие причини јавниот сервис е се уште ваков каков што е. Тој е многу подобар од порано, ама е се уште многу лош. И далеку од квалитетен и вистински јавен сервис. Меѓутоа, да не заборавиме, ако направиме рез или ако се обидеме со интервенција политичка да ги смениме едни со други луѓе, ништо да нема да не разликува од претходните. Многу е тежок овој процес. Ова споро оди. Меѓутоа мораме да го изодиме затоа што после тоа ќе ги добиеме стабилните и медиуми, граѓаните ќе препознаваат она што е вистина, што не е, и тоа е долгогодишен процес. Јас не случајно реков дека е потребна општествена мобилизација. Не може со декрет вие да внесете медиумска писменост и медиумска култура. Тоа не може така. Тоа мора низ процедури да оди. Тоа мора да се навикнеме ние сите на трпение. Што да направиме, еве, да сте вие на наше место. Снежана вели, потребна е транспарентност на собствениците на медиуми. Таа кај телевизиите ја има. Се знае кои се и што да им направиме. Тие се тие. Ќе ги затвориме. Тие ќе ги пренесуваат портпаролите на партиите. Парем сега почнаа нивните новинари кои доаѓаат на пресови да поставуваат по некој прашање. Порано држаа микрофони. И ќутеа. И одеа во редакции, се представуваат како новинари, се држачи на микрофони, одат назад на работа и некој друг им го пишува тоа што треба да го прочитаат, кажат или подпишат. Од тамо ние излеговме. Од тој хорор. И затоа велам дека кога говориме дека ќе бидеме посветени на слободата на говор и на изразување, и ова е слобода на говор и на изразување, колку и да не ни се допаѓа. А на крајот на криштата политичките субјекти, тие имаат точно место и време кога се проценува како се однесуваат, како вречник користат и дали работат во интересот на граѓаните или не. Еве ги на 12 април изборите. Па ќе се види кој работи во интерес на граѓаните, кој е провокатор, кој е лажго и така натаму. Инаку транспарентноста, отвореноста на институциите е страшен ризик. Точно ева Љубиша што го вели. Не знам дали сте ви у роднинска врска, Николовски, не сте, добро. Да не е непотизам. Не. Значи точно е ова што Љубиша вели. Ама ако не го преземеме тој ризик, да се отвориме,
Макар и да грешат институциите, некои ќе скријат, тешко се снаоѓаат. Тогаш ништо не сме направиле. Тогаш ќе се зачауриме пак како власт и повторно некој друг ќе не биде крив што работи за такви какви што се. Оваа влада тектонски ги смени навиките во општеството. Не само во однос на претходните 11 травматични години. Ми се чини во сооднос со се што е од 90-та година наам од периодот на осамостојување. Сега, затоа имаме и ваков проблем. Одеднаш експлодира критиката. Одеднаш се што беше потиснато изби на површина. И ние го издржавме и го издржуваме тоа. И верувам дека покрај сета критика, граѓаните, оние кои што не донесоа овде, со кои што заедно победивме, со кои што заедно 2016 година го срушивме оној налудничав режим. Што и да зборуваат? Ќе знаат да препознаат кога е момент и кому да ја дадат довербата. На тој што е отворен, искрен, со грешки што ги прави, нормално е, луѓе сме, грешиме, или тој што сака повторно мракот и режимот да го врати. Јас верувам и убеден сум дека слободоумната јавност покрај се точно ќе знае да процени на 12 април и уште еднаш да ни ја дае довербата за во вториот мандат да ги заокружиме овие прашања што ги отворивме со храброст и одговорност пред сите вас. Ви благодарам. Политички говор. Јас само најпрво комплетно ги разбирам вашите коментари и она на што мислам дека многу повеќе ќе се фокусираме и треба да се фокусираме после 12 април, бидејќи јас сум убеден во победата. Е да бидеме многу похрабри. Ние сме храбри во одлуките, но мораме да ги спроведуваме нашите одлуки до крај. Бидејќи од една страна е фрустрирачки дека не сакаме да бидеме ВМРО, ама од друга страна дозволивме одредени сегменти се уште да бидат присутни во општеството. Така да мислам дека ние како влада и сите и граѓани не треба да остане само на стратегија на хартија, туку треба на вистина со некои работи да одиме до крај и да бидеме многу поодлучни во одлуките. Тоа важи за институциите. Нема дали институцијата е спремна да биде транспарентна. Ова се правилата, вака треба да се работи и мислам дека треба мацат многу поостар приод да имаме на тие теми. Дека одредени правила, ако владата може тоа да го направи, може да го направи општина, не знам, било која, може да го направи било кое министерство. Тоа се правила на игра и од овие правила ние не смееме никако да отстапиме. Бидејќи така создаваме вакуум каде што некој на вистина транспарентно комуницира, а некој всушност не се работи работата. Така да мислам дека како влада треба да бидеме малце поцврсти во нашите одлуки. Благодарам, Коста. Драган, може ли ова политичка структура да оди уште порадикално во ослободувањето на институциите и медиумите? Па има простор дефинитивно уште многу да оди, затоа што слободата е многу растеглива категорија во денешен амбиент и воопшто досега како се третираше. Значи слободата не значи слободно да клеветиш, слободно да плукаш, слободно да шириш невистини. Слобода во медиуми е слободно да ги истражуваш сите теми, да немаш задршка за што ќе истражуваш и како ќе истражуваш. Слободно е професионално да се изразуваш. Тоа е, а не е слободно ја можем кога сакам да плукам и како сакам да плукам. Така да, крајноста на слободата на претходната власт беше да избрка кога сака од работа, да затвори кој сака медиум. Другата крајност сега која што можеби некај сите институции меѓутоа се уште има ограниченост, кај што немаме пристап до сите информации, меѓутоа насоката е окей. И она што беше и преку прашања кажано, ова е тежок процес и ова е долг процес. Ако некој мисли дека за 2-3 години ќе ја заврши работата и само со волјата и со решеноста дека сакаме да направиме професионална демократска атмосфера, апсолутно е неизводливо за толку краток период. Ова трае 20 на години и не може да се смени за 2-3 години. Дефинитивно. Навиките се тие. Значи, во тој пакет медиумска писменост е една димензија на публиката. Да знае да разграничи што е што. Меѓутоа, тука не ја споменавте медиумска писменост и на новинарите. Па не се сите новинари, еве јас ќе ви кажам, работам толку години во ова професија, не се сите новинари, иако сите се декларираат дека се новинари. Значи треба описменување, односно обука и на новинарите. Значи тоа е еден исто така сегмент на кој што треба сериозно да се обрне внимание. Мене ми е жал што не се тука Советот за етика за нама, меѓутоа претпоставувам дека вие и натаму додека да изградите програмата ќе комуницирате со нив и многу е битно да се земат
нивните забелешки, што значи, со што се соочуваме. Јас ќе ви кажам сега, апропо ограничувањата, нели, со Ровер сме го зборувале многу, ја не согласувам со тоа. Да, рекламирање не, меѓутоа не може да не ги носите новинарите да отидат заедно на настан, особено некаде надвор, ако се земе предвид дека сите медиуми немаат доволно пари да платат за да отидат и да ги проследат случувањата надвор. Сега не мора да постојано да идат истите, меѓутоа може да се земе некој од натрешноста, може да се земе некој друг медиум. Заради тоа што суштински е во нашава работа релевантност на извор. Ако носите едни исти луѓе, да ќе ви забележат дека продавате една иста политика или еден ист став и едни исти луѓе информираат. Меѓутоа, ако носите различни, не мислам дека ќе ви забележат зошто сте платиле за медиуми да отидат да го проследат тој настан што се случува надвор, а не може да си го приушти. Релевантност на извори е исто така битна работа. Јас ќе ви кажам, пошто ја не донесов ништо да прочитам овдека, него она со што се соочувам како новинар. Молам? Не, тоа поинаку се вика. Читай си ти. Релевантност на изворите, значи јас сега како директор и главен одговорен уредник на МИА се соочувам со постојана дилема што кога институциите произведуваат лажни вести. Да се разбереме, не произведуваат само, не знам, пропагандисти или едни структури и други партиски. Ја ќе ви кажам пример собрание. Од собраниска говорница, да, тие се пратеници, имаат имунитет, меѓутоа има таму 300 глупости кои што се кажуваат, дезинформации, извртени тези, и сега што јас како медиум треба да ги пренесам сите, а вели дека треба да бидеш избалансиран. Не значи секојаш избалансираноста дека секоја глупост треба да се пренеси. Затоа треба сериозно да се разговара. Дали се треба да иде во етер, затоа што ја на тој начин станувам само трансмитер на некоја ситуација која што се случила таму. Значи мора дефинитивно. Меѓутоа сакам да кажам дека има многу сегменти кои што влијаат на целиот тој во медиумската заедница и на целиот тој пакет. Така што друг еден аспект кој што влијае исто така на дезинформации кои што сакаме сега популарно сите да викаме зашто лажат, како лажат. Не можеш неплатени новинари да ги натераш да бидат до крај професионални, затоа што ги купуваат едноставно. Затоа што имаат мали плати, заради тоа што не е регулирана целата таа проблематика, затоа што газдите сакаат за мали пари да вработат луѓе кои што ќе глумат новинари и кои што ќе ги купуваат да кажат тоа што треба да кажат. Ние денеска во МИА подпишавме колективен договор со синдикатот, по кој што мислам дека дефиниравме многу работи, го намаливме работното време на 7 часа. Има многу работи кои што ќе бидат платени, кои што ќе биде ограничено да новинарот доколку не се согласува со тоа што му е наложено да го даде, да не мора да го напише. И така што има куп работи кои што треба да се регулираат. Медиумите веројатно тоа треба да се обрне внимание во следната етапа. Како функционираат? Кој плаќа? Не се само политичарите кои што ги извртуваат приказните. Земете ја сега приказната со загадувањето. Тука се бизнисите во прашање. Не се ниту партиите, него бизнисот што носат на депониите, како носат, зошто. Значи, ова е сериозно комплексен проблем кој што треба да се земат сите аспекти на тоа и да се истражи и да се вгради во она што вие кога не поканевте рековте во програмата како понатаму да се настапува. Едно се истражување, едно е регулација, да речеме АВМУ. Јас не знам, АВМУ мене ми е најгласна само кога ќе дојдат избори и колку минути пуштиле едните, колку пуштиле другите. А што прават во меѓувреме? Зашто земаат плата? Дали тие лиценци кои што ги поделиле на телевизија да ги провериле некогаш каква е структурата на програмата, дали само турски серии се и овие на телефони што се јавуваат баби и пензионери што раскажуваат, провериле како иде тоа и колку имаат оние авторски направени емисии, што имаат направено, или газдите најлесно име турски серии да продадат, да ви пуштат горе кајронче на вестите во два реда што е лажната или каде да ве наслушат, како да гледате. Немојте да мислите дека некој раскажува приказни и пушта вести дека не знае, не се информирал. Тоа е сериозна професија во таа дезинформација кај што учествуваат новинари кои што се обучени и кои што ги користат необучените. Така што ова е сериозно комплексен проблем во кој што треба да му се пристапи сериозно. Океј, волјата на владава да размислува во таа насока, да вложува, да прави стратегии. Меѓутоа не е само во истражувањата, треба
истражувањата и заедно она што е пракса да се направи. И секако медиумските организации. Благодарам. Благодарам, Антоновски. Збор му давам на Филип Стојановски од Фондација Метаморфозис, организација која што има и документи за политики и истражувања во сите области за кои што зборуваме вечерва, и во областа на транспарентност на институциите, ја мерите транспарентноста на институциите, и во областа на слобода на говор и медиуми, и се разбира во справувањето со дезинформација, бидејќи сте фондација за интернет. Повели Филип. Благодарам, Маријан. Благодарам на поканата. Ние, како што рече и доктор Трпевска, ги споделуваме нашите информации со сите и сметаме дека јавната дебата е неопходна за едно општество да биде демократско и власта да биде што поотворена. Во однос на отвореноста на властите, ние голем дел од нашите резултати на истражувања се однесува не само на нашата држава, туку и на целиот регион, Западен Балкан. Има и дел од тие резултати на мерење на отвореност, кои што се јавно достапни, доведоа и до одредени препораки кои што ние ги споделуваме со институциите. Она што мислам дека е многу важно да се каже е дека пред 2 месеци отприлика беше усвоена, или нешто помалку, беше усвоена стратегијата за транспарентност на владата на Република Северна Македонија, која што беше направена во соработка со јавноста и со граѓанскиот сектор, меѓу кои и нашата организација, и сметаме дека прв и основен чекор во наредниот период е таа стратегија да се спроведе, како што е и замислена. И бидејќи таму навистина се укажува на оние проблеми кои што во изминатиот период, кога се јави политичка волја веќе евидентна за воведување на механизми за транспарентност, сепак таа утврдивме и генерално и од страна на самите државни функционери и службеници, дека има проблеми кои што се и на некој начин и структурни, кои што доаѓаат од природата на институциите како што биле устроени до сега и која што треба да се смени. Така, например, јас ќе споменам само неколку конкретни работи. Пред се, исклучително е важно да се воведат внатрешни механизми за мониторирање на спроведувањето на сите заложби за транспарентност, како и прописите, почнувајќи од Законот за слободен пристап до информации, проактивната, односно транспарентноста која што не зависи само од тоа граѓаните да бараат информации и новинарите, туку институциите сами да ги даваат на располагање. Така што една практична, ќе спомнам 2-3 практични работи всушност. Прво, беа објавени многу документи, но е важно тој систем на мониторирање да следи периодично и ажурно, да види дали, например, се објавени најпоследните верзии на тие документи. Ние се уште се соочуваме со ситуација во која што, да речеме, надлежната државна институција, која што е службен весник, ги не објавува прочистени верзии на сите закони. Така што човекот, граѓанинот, треба да биде правен стручњак за да види кои верзии се сега важечки од кои прописи. Тоа е нешто што мислам дека е присутно во многу институции. Значи имаме документи објавени кои што може да се најдат, например, преку Google, но не знаеме дали тоа се работи за важечка верзија, за постара верзија или за нешто што е тековно. Второ, при нашите истражувања тие се одвиваат и преку следење на она што е објавено, значи достапноста од страна на граѓаните, но и во контакти со институциите, пополнување анкети, пополнување разни типови на прашалници и слично. И, например, кога се консултиравме со колегите на темава, тие укажа на проблемот дека во некои институции навистина е проблем и треба да биде заложба, односно насока, изградбата на капацитетот на веќе вработените државни службеници, кои што во некој случај
Не заради тоа што не сакаат или што се злонамерни, туку едноставно не можеле да дадат соодветни одговори или па некои процедури ги спроведуваат на начин како што знаат или им одговара, наместо на оној начин кој што е во целосен интерес за јавноста. Така што, на пример, имаме ситуации во кои што има институции кои што објавуваат отворени податоци, документи и слично, но на пример ќе ги објават во PDF формат скениран. А тоа е да речеме невозможно тој формат лесно да се анализира по машински пат и тоа е еден од стандардите на отворени податоци. Така што навистина тој систем за следење на исполнетоста е многу важен и треба да биде доста ригорозен. Тоа би било генерално во однос на транспарентноста и отчетноста. Јас би споменал уште и за еден пример. Например, апликацијата Отворен трезор, кај што се дадени на располагање сите податоци за трансакции од државниот трезор. Тука дојдовме до една ситуација, како што и веќе споменавте, дека понекогаш кога ќе се дадат голем број информации, односно податоци на располагање на јавноста, може да дојде и до некој недоразбирање или збунување. Така, например, интересно е дека во таа апликација се дадени само директните трансфери, додека трансферите преку агенции за авторски права или за авторски договори не се достапни преку таа апликација. Така што некои луѓе за кои што се знае дека во минатото добивале државни пари, воопшто не фигурираат во рамки на тие списоци, иако така што тоа би било една надградба на таа апликација која што би била исклучително важна, затоа што навистина би овозможила и на новинарите и на граѓаните да дојдат до комплетните информации за тоа кој колку добил буџетски средства од сите нас. Сега ќе спомнам и во однос на слободата на изразување. Ние имаме еден проект кој што се нарекува Обсерваторија на медиумските реформи. Тој е фокусиран на 4 области, односно столбови, кои што Европската Унија ги постави за Македонија во областа на медиумите, како дел од итните реформски приоритети. Тие 4 области се јавниот радиодифузен сервис, владиното рекламирање, пристапот до информации и законот за навреда и клевета, односно саморегулацијата. Во голем број од овие области ние го спроведуваме тоа следење. Имаше ситуации во кои што има напредок, но во некои од тие области нема напредок, а во некои од тие области дури и дојде до многу контроверзни ситуации, како на пример со јавниот радиодифузен сервис. Таму сите бевме свесни дека постојат разни обструкции, но за граѓаните тој тип на оправдувања тие го гледаат резултатот, а не го гледаат процесот. И многу е тешко да им се пренесе дека навистина е така што сите тие реформи мора мора да се спроведат за да имаме максимален ефект. Она што на пример го имавме во изминатиот период е дека воведувањето на новите прописи, како што беше, да речеме, уредбата со која што се забрани рекламирање од страна на владата во приватните медиуми, кој што беше исклучително позитивен развој на настаните, потоа имавме ситуација да имаме на локално ниво сепак прелевање на буџетски пари во медиуми на разни основи, за кои што целиот тој механизам е недоволно јасен. Мора да се, ако веќе имаме такви, одиме, надградбата на овие постигнувања би била во таа област да се постигне исто така максимална транспарентност, да се знае точно секој буџетски денар кај влегол и кај кого и зошто. Например, имавме некој истражување во кој што ги прашавме општините на таа тема, само 47 од 84 општини одговорија. Така што е важно тоа да стане не само практика, туку и
не само правило, туку и практика. Исто така, имаме ситуации во кои што да речеме, формирана е работна група за измена на законот за клевета и навреда, но до сега немаме информации дали е нешто сработено од таа работна група на ниво на Министерството. Исто така, имавме случаи во кои што со дискреционни права се донесени, со дискреционно право се донесени некои одлуки, например скратување на буџет и слично, и тие треба да бидат многу јасно дефинирани за да не станат од преседани практика, бидејќи во иднина навистина практиката мора да се усогласи со оние принципи на кои што е направена и стратегијата за транспарентност. На крај ќе споменам само 3 работи генерално. Значи, владењето на правото е она што е еден од факторите кои што кај граѓаните предизвикува анимозитет или симпатии кон одредена структура на власт и нормално спроведувањето на ветеното. Ние, например, имавме ситуација во која што знаеме дека одредени структури во минатото ги злоупотребуваат државните ресурси за да формираат не само своја медиумска пропаганда машинерија, туку и машинерија со која што се шира дезинформации по социјалните мрежи, така наречени армии на тролови. Од оние сознанија кои што ги имаме генерално, дел од тие структури беа финансирани од државни пари преку некои, како да кажам, фиктивни договори, вработувања и слично во рамки на државните институции. И верувам дека доколку се направи, се разоткријат сите тие злоупотреби кои што се случувале во минатото, голем дел од оние кои што се акумулирале моќ на тој начин, ќе ја изгубат таа моќ. Исто така, третата работа е во врска со дезинформациите. Нормално, било која активност на државните институции мора да биде во согласност, како што веќе сите спомена, со принципите на слобода на изразување, заштита на слободата на изразување и медиумските слободи. И исто така, тука има огромен простор за подобрување во неколку области. Прво во просторот во областа на образованието, нормално преку надлежните институции, не преку декрети и слично, туку низ еден процес со кој што ќе се развие системот и ќе се прилагоди на ова модерно време. А исто така, не смееме да пропуштиме, да укажеме дека и огромна е потребата не само да се интервенира во образовниот процес, тоест бидејќи тие интервенции би имале влијание на идните генерации. Што е со генерациите кои што сега функционираат, сега гласаат и сега им треба помош за да бидат активни граѓани. Значи, размислувањето, немаме едноставно решение за тоа. Еден аспект е поттикнување на образовната компонента кај медиумите, и кај јавниот сервис, и кај приватните. Втор аспект може да биде зголемување на капацитетот на државните службеници, јавните службеници, на наставниците и слично, преку програма за нивно оспособување не само за дигитална писменост, туку и за сновоѓање со содржините кои што во дигиталните сфери се циркулираат. И трето, и последно, во врска со дезинформациите, ние често зборуваме и денеска претежно се фокусиравме на изворите на дезинформација од земјата, но ние мора да бидеме свесни дека ние како дел од глобалното село, како да кажам, и глобалните случувања, па и геополитичките случувања, сме не само, односно нашата публика не е само цел на локалните, туку и на таа подлегнува на дезинформации кои што се шират и на регионално или на глобално ниво, било со, и сами знаеме, на предходната конференција кога имавме можност да се видиме, баш и беше укажано на еден пример како може да се злоупотребат разни механизми за комуникација, за создавање на наративи со кои што се
уништува довербата во институциите на системот. Но она што е важно е, мислам, и тоа што ние го правиме во Метаморфозис, односно медиумите кои што ги основавме Мета и Порталп, е соочување со прекограничните информации во нашиот регион. Ние имаме појава кога дезинформација која што ќе се појави во една земја, кога таа се презема од медиуми во други земји, станува уште полоша, се прилагодува, мутира на начин кој што им одговара на тамошните политички фактори, па потоа се враќа назад во земјата кај што настанала, во многу полоша форма, потикнувајќи, можеби во својата првобитна функција таа немала елемент на, да речеме, говор на омраза против одредена етничка група, таа ни се може да ја прилагодат да биде таква во втората нејзино враќање. И мислам дека целото наше општество треба да биде свесно и за тие појави, да се поттикне јавна дебата со кое што ќе се практично ќе им се овозможи на сите да придонесат со своите сознанија од овие сите три области и да дадат, како да кажам, придонес во носење на заеднички решенија кои што потоа ќе ги применуваме сите. Благодарам. Благодарам, Филип. При крај сме на самата дебата. Остава можност уште некоја или некоја ако сака да земе збор или да постави прашање. Ако нема, дали може би Коста, Роберт би сакале финален коментар? Тоа е, кога си повозрасен, сите те викаат, ај ти прв. Океј, за крај она што како заложби што ќе влезе во програмата на еден или онаков начин и како посветеност, можеме да го спомнеме, а тоа е дека неприкословена е заштита на слободата на говор и слобода на изразување. Тука нема дилеми. Нула толеранција за напади, притисоци, уцени, закани врз новинари и медиуми. Професионално новинарство до максимум поддршка на се она што здруженијата новинарски го прават. Беше спомната и тука ќе ја кажам, состојбата во интернет сферата, ви ја кажам, кај што се социјалните медиуми. Новинарските здруженија направија регистар на професионални медиуми. Имавме трпение да ги почекаме и да ја поддржиме таа саморегулација. Објавија 65 професионални медиуми, од прилика тука некаде се. Тоа е многу голема бројка. Сите тие сега подлежат на некои стандарди. Меѓутоа останува отворена темата со нив и ќе мораме да ја затвориме многу брзо. Дали сето ова треба да го нотифицираме во закон? Во законот за медиуми, сето она што тие го напишаа сега како нивни критериуми, да го вметнеме во законот за медиуми. Затоа што на тој начин институциите на државата ќе можат поголема контрола да имаат, а дополнително тој закон за медиуми што ги регулира правата на новинарската професија ќе се однесува и во целост и на овие медиуми. Така ќе добиеме заокружување на медиумскиот амбиент. Уште има отпори кај некој од нив, сериозни, меѓутоа ова треба да го дебатираме, значи ова е прашање кое што нема да го наметнеме никако самите. Никогаш нема да направиме чекор што заради некакво чувство на потреба ќе загрози некоја слобода. Тоа ви го гарантираме. Лажните вести, максимална посветеност и до сега и од сега натаму по изборите. Ќе се справиме па што сака некај. Медиумската писменост, влеговме, во финална фаза сме. До крај на годината ќе донесеме национална стратегија, 2021 ќе стане дел од редовното образование. Најверојатно како ќе провејува во сите предмети. Од најмали нозе, од градинки, предшколска возраст до највисоките форми на образование, бидејќи тоа е според овие искуства што ги имаме најдобриот модел и најдобриот метод. Комуникацијската стратегија. Благодарам на Метаморфозис, мојот кабинет со Метаморфозис, со многу други невладини организации во широка јавна дебата ја донесовме. Таму има прекрасни решенија, мораме да ја имплементираме. И ќе биде обврска за сите. Не може една политичка структура на различни нивоа различно се однесува. Сите оние што ќе предводат институции во името на СДСМ има да бидат така и така транспарентни ќе се однесуваат. Или тоа ќе биде критериум. Тоа мора да биде критериум. Или нема да бидат на раководни позиции. Ќе си одат едноставно. Зато го донесовме етичкиот кодекс на владата. Прв пат во историја владата донесе етички кодекс по препораки на Греко. Се потпишаа сите функционери. Јас сум задолжен да го дадам првиот извештај. Верувајте дека има само едно прекршување.
на кодексот од страна на функционер на ДУИ. Нема ниту едно прекршување од наши функционери. И тој извештај во февруари ќе го доставам до премиерот. Имаше многумина беа скептици околу тоа што значи етичкиот кодекс, како ќе се однесуваме. Нема тука стравови. Мораме да ги почитуваме правилата и стандардите. Не е само законот. Етички и морален пристап. Ако ние знаеме за какви вредности залагаме, тогаш не ни треба никој да не коригира. И тие ќе ги промовираме. Јавниот радиодифузен сервис завршува сагата со овие избори. Со овие избори завршува и ВМРО. Тоа е факт. Многу блокади ни направија. Многу. Посветени на големите прашања, многу од овие работи моравме да ги истрпиме да вака да завршат. Меѓутоа, јавниот сервис ќе биде сервис на граѓаните. Еднаш за секогаш. И тамо ќе работат вистински професионалци, како што е сега МИА агенција на граѓаните. Порано беше обична алатка на партијата на власт. Сега МИА е вистинска агенција, сите медиуми ја почитуваат, ги храни сите медиуми, комуницира со цел свет. Тоа е вредноста што ние ја градиме. И така ќе продолжиме и понатамо. Ќе ги поддржуваме печатените медиуми. Со овие субвенции во континуитет, потребно име. Ќе најдеме начин како да ги поддржиме сите медиуми. Ќе им олесниме давачки, ќе им помогнеме, можеби и фонд за медиуми ќе формираме, ако треба, со јасни, прецизни критериуми. Ќе ги заштитиме локалните и регионални, имаат најголема мака. Националниве се најгласни, најмоćни се, и со нив ќе мора да се справиме. И тие имаат потешкоти. Авторските права ќе се почитуваат во оваа земја. Нема крадење. И нема да има крадење. Нема едни од други. Нема да се пренесуваат канали од странство без дозволи, за овде после да им го земаат лебот на домашните медиуми. Значи, сите овие работи, ние ги почнавме и ќе ги завршиме. Ќе го создадеме амбиентот, за да можеме на крај да го заокружиме со медиумската стратегија. Таа е финалето и таа ќе биде шлагот на тортата. Јас ова вечер овде ви го гарантирам и ви го ветувам. И ви ветувам дека оваа политичка структура со ваков начин на владење стално ќе победува на избори. Ние нема да ги гушиме граѓаните. Ние низ нивната слободно изразена волја ќе доаѓаме до власт и така ќе владееме во нивни интерес. И нема да се срамиме никогаш. Многу работи имаме направено, не правиме пропаганда, меѓутоа со дигнато чело и со чист образ. И сега низ кампањата ќе ги видите или ќе ве подсетиме. И ќе ги подсетиме сите други. Што сме направиле, што беше кога дојдовме, каде сме сега и каде ќе одиме понатаму. Тоа е вистинската политичка структура која што заслужува да ја води Македонија. Се друго е гола вода. Ви кажувам најотворено. Ви благодарам. Сигурно ја ви кажам, тоа на Коста му доста. Ја кажав, победивме. Добро. Ви благодарам на сите и ги замолувам колегите од граѓанското општество и од медиумската фела, ако може и написмено да не ги дадете препораките, за да можеме точни формулации да употребиме во програмата. Благодарам на присутните, се гледаме на следната дебата.